Градот Гудхју во сојузната држава Минесота има околу 1300 жители и стапката на криминал е помало од просекот во САД. Во август, градскиот совет беше принуден да го распушти полицискиот одел во Гудхју. Се започна кога Гудхју се обидуваше да вработи друг службеник со полно работно време. Го има отворено 3 недели и не добија никакви апликации. Шефот побара малку поголема плата за да добие нешто. Накратко тој заврши со оставка, а другите хонорарци веќе имаа работа со полно работно време. Има многу причини поради кои помалите заедници во САД имаа проблеми со ангажирање полицајци. Како прво, платите на полицијата во овие места се пониски од просечните. Обвинувањата на национално ниво за полициската бруталност, повиците за дефундирање на полицијата и пандемијата COVID-19 исто така го направија полициското работење помалку атрактивна опција. Сепак, професорот по економија на Универзитетот Райс, Ричард Бойлан, автор на студија од 2022 година за распуштање на полициските одели, вели дека американската полициска политика можеби од секогаш била неодржлива. Јапонија има 47 префектурни полициски оддели, сите надгледувани од една агенција. Франција има само 2 полициски агенции, додека во САД има близу 18.000 независни полициски агенции. Во САД полицијата е поделена меѓу федералните органи за справување на законот, државната полиција, канцелариите на окружниот шериф и општинските полициски оделенија, а секоја агенција действува независно од другите. Според статистиката на Бирото за правда на САД заклучно 2020 година, речиси половина од сите локални полициски одели вработувале помалку од 10 лица на полно работно време, кои треба да се еквивалентни на службеници кои дале заклетва. Во своето истражување, Бойлан открил дека најмалку 521 град во САД со население меѓу 1000 и 200.000 ги распуштиле полициските одели меѓу 1972 и 2017 година. Тој вели дека овој тренд ја одразува промената во пејзажот за спроведување на законот во САД. Во САД луѓето се покриени од повеќе полициски агенции, па така ако се распушти градската полиција, луѓето се уште се покриени со други полицајци. Но Бойлан исто така истакна дека губењето на полициските одели не резултирало со пораст на криминалот. И жителите на Гудхју исто така не видоа голема разлика. Оделот на окружниот шериф ја надомести загубата. Goodhue County is just based out of Red Wing, which is close. Округот се наоѓа надвор од Црвеното крило и тие доаѓаат во градот и возат низ нашиот град, внимавајќи на работите. Значи ние воопшто не сме без полициско спроведување. И покрај загубата на некои локални полициски сили, Националниот меморијален фонд на службениците за спроведување на законот забележува дека околу 800.000 луѓе работат на спроведување на законот во САД денес, што е највисоката бројка во историјата на нацијата.